Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 59-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелните и квалитетните предсе ТВ серии. А денес ќе ви говорам за една мелодраматична серија која ги опфаќа страдањата на една самохрана мајка, која се обидува да преживее заедно со својата 2-годишна ќерка, преминувајќи од едно прифатилиште за жртви на домашно насилство во друго, обидувајќи се и да обезбеди некаков кров над главата, кров кој пред се нема да биде запосенат од мувла, но не секогаш наоѓа трајни решенија за нејзиното сместување. Таа работи како хигиеничарка во домовите на богатите, кај што ги дознава преценивните скриени тајни и на гледачот му овозможува поглед во нивната банална интима под таа фасада за идеалниот живот која што ја проектира пред себе. Станува збор за серијата Maid на Netflix, која имаше краткотрајно внимание кое го привлече на самата јавност со нејзиното појавување и прилично се подзаборави, што е крајно неоправдан чин. Така што во сенката на Squid Game сметам дека треба да подискутираме и за оваа квалитетна серија која што стриминг платформата за некое чудо ја промовираше. Така што не треба да се заборави квалитетот кој што го поседува Maid, а тука сме за да ви говориме конкретно за тоа. Во 59-тото издание на ТВ 103, во кое што на почетокот на емисијата изслушнавме композициите Archangel of Death, Wild Horses и Crucifix, I Burn For You, три композиции кои што се наоѓаат на четвртиот студиски албум на Lucifer, односно на еден од најзначајните денешни heavy metal, hard rock и пред се stoner и doom бенд кој што е една комбинација помеѓу германската пеачка Јохана Садонис и останатите членови и момците кои што доаѓаат од Скандинавија, конкретно ако не се лажам од Шведска, и го оформуваат овој мултинационален конкретен heavy metal бенд кој што се навраќа на звукот од 70-тите, конкретно од некој прото-хеви метал призвук кој што го поседува под силно влијание на Black Sabbath, на Deep Purple и Blue Oyster Cult, дури и Lucifer's Friend, ајде да ги напоменеме како едни од значајни влијанија, и од една страна и од друга страна пред се Fleetwood Mac и бендовите со женски вокали од 70-тите години. Меѓутоа, сето тоа засилено со таа окултна филозофија која што ја впрегнуваат во нивната лирика, односно воведувајќи го тој мистицизам во тематиката која што ја обработуваат. Во продолжение, традиционално слушаме една композиција од Rage Against the Machine, го преслушуваме моментално првиот нивен албум, ја слушаме Township Rebellion. Тоа го правиме заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет и не заврши овај COVID кошмар, ќе ги слушаме Rage Against the Machine. Ова е предпоследната композиција од нивниот прв албум, а потоа слушаме и најавата за ТВ серијата Maid. Така што доколку сакате да знаете како преживува самохрана мајка, односно хигиеничарка на богатите, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 59-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Maid, односно за овој мелодраматичен минисеријал на Netflix, кој што се базира на книгата на Стефани Ленд, именувана како Maid, Hard Work, Low Pay and the Mother's Will to Survive. Создадена е од страна ТВ серијата на Моли Смит Мецлер, односно неја ја знаеме како сценаристка на The Thing About Jellyfish, ја работи Shameless, како и Casual, и има работено неколку епизоди на Orange is the New Black.
Серијата е продуцирана за стриминг платформата Netflix, кој што ова лето есен, тоест ги објавија Sex Life, Jiva, The Chair, Scaredy Cats, Pretty Smart, Adventure Beast, Inside Job, The Chestnut Man, Ganglands, Life's a Glitch with Julian Bam, My Name, Postmortem, No One Dies in Scarness, Open Your Eyes, Gloria, The Five Juanas, Catching Killers, Bad Sport. Ја очекуваме и Cowboy Bebop на оваа стриминг платформа и месечно има 10 оригинални серии кои што ги објавуваат во целост. За нив ниту еден штрајк што се случува во САД нема никакво влијание, баш поради тоа што стримерите не подлегнуваат на правата на кои што синдикатите ги наметнуваат за националната концесија, значи се уште е дива лига за кој што има борба за стандардизирање на времето каде што може да бидат ангажирани сите помошници на самите сетови, но и асистенти, но треба да се филтрира дефинитивно квантитетот кој што го нуди овој стриминг портал, односно стриминг платформа, за да се добие нешто квалитетно од сето тоа. Значи не баш се што е продуцирана под оваа етикета денес во таа хиперпродукција што ја поседува, вреди да се погледне или па да се реферира. Мејте е една од тие серии кои што вреда да бидат составен дел од дискусијата во овој сайткаст. Број 10 епизоди, 50 на минути е време трајањето на една епизода, што значи дека ви се потребни од прилика 8,5 часа за гледањето во целосна оваа серија. Јас ја поделив на 2 седнувања, односно 2 4 часовни сесии, за да ја избинџам со оглед на тоа што имам премногу за гледање во овој метод, мислам дека функционира за мене со оглед на тоа што го практикувам да жртвувам 2 дена на некоја серија, отколку да ја влечкам со месеци. Интензивно искуство е дефинитивно, па затоа по гледањето ги споделувам впечатоците непосредно по викендашкото гледање на овие серии и мислам дека тоа е некаква си своевидна методологија која што мене најмногу ми функционира за да можам да додека ми се свеши сеќавањата на самата серија и белешките кои што ги правам, да може полесно да ги сосредоточам и да ви ги представам. Алекс Расел, која ја глуми Маргарет Квили, односно која ја знаете повеќе како Pussycat од Тарантиновиот Once Upon a Time in Hollywood, е самохрана мајка која е емоционално злоупотребена во незиниот дом, која го напушта незиниот сопруг, кој милува да фрла по неја со кршливи предмети и со тоа физички да го загрози незиниот живот и живот на незината ќерка, па заедно со 2-годишната ќерка ја напушта приколката во која што живеат, односно домот на тркала на незиниот сопруг и се вселува во прифатилиште и почнува да работи како хигиеничарка во Value Mates фирмата, која и овозможува да ги чисти домовите на богатите во обид да преживее и да обезбеди подобар дом за себе и за својата ќерка, во која што нема да се плаши за нивната безбедност поради избувнувањето на незиниот татко. Тука тематски серијата разработува проблематики секако на домашното насилство и прецене можноста за нудење помош на жртвите од страна на бирократијата на американскиот систем, потоа површноста на фаличните животи на богатите и секако носењето на погрешните одлуки и снесувањето на последиците од истите, а во средиштето на серијата се развива желбата на мајката која се обидува да го преживее пред се наредниот ден, постојано обидувајќи се создаде услови за подобра иднина на ќерката која нема да има потреба да трпи тортура како незината мајка, со оглед на тоа што преминува буквално од епизода во епизода во подразличен кров над главата, се додека не се избори за некаква си по-перспективна иднина и да вложи во себе си и за подобар живот на собствената ќерка. Насловите на епизодите се Dollar Store, Ponies, Sea Glass, Cashmere,
Thief, M, String Cheese, Bear Hunt, се извинувам, Sky Blue и Snaps. Во ноември, конкретно 20 ноември 2019, значи пред 2 години беа купени правата на книгата и беше објавено дека Netflix ќе ја работи адаптацијата, а принципал фотографија, односно започнувањето на снимањето и скаутирањето на локациите се правени на 28 септември 2020 година, значи речиси една година по откупувањето на правата, е започнато со снимање и завршено е на 9 април 2021. Снимена е во Британска Колумбија, односно Викторија, на најразлични локации. Серијата е глорификација на мизери порн поджанрот, односно капитализира на прикажувањето на борбата за преживување на сиромашните во САД, што е една од тие долгогодишни мотивации на Стефани Лент, односно на испишувањето на незините мемуари, во кои што ја доловува дијагнозата на американското општество со оглед на тоа што низ погледите во површните животи на богатите може да се согледа дека парите не го менуваат квалитетот на животот. Секако го прават тоа, меѓутоа не ги збогатува дополнително со одредени задоволства или исполненија во контекст на наплив на среќа и радост кои што може да си купат со сите пари на светот, така што баш во нивните погледи, во будуарите може да забележиме дека всушност богатите се доста нереализирани битија без разлика на сите средства кои што ги имаат на располагање, има проблеми кои што нема да може да ги решат со фрлање на пари врз нив, така што ова е еден интересен и деликатен поглед во живот, во плиткиот живот пред се на богатите, наспроти тоа што ги представува и екзистенцијалните проблеми низ кои што поминува ова хигиеничарка. Доловува осаменост и пред се безпомошност на стоицистичката мајка и сите се деца во домови во кои што имале насилство, конкретно овие ликови, прераснувајќи во лоша слика и прилика на родителите, така што гледаме некаков си шаблон на преповторување на овие тенденции, каде што родителите се склони да се фрлат на изговорот дека треба да бидат алкохоличари, односно пијаници, и да го наоѓаат задоволството во празнењето на шишињата, а при тоа да се излеваат, односно гневот да го од самата нереализираност да го излеваат на нивните сопруги, што дефинитивно не е еден здрав начин на канализирање на сопствениот неуспех. Така што серијата допира и до овие шаблони на преповторување на себе нереализацијата. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение ќе ги слушаме Black Solstice, бендот кој што ни доаѓа од Стоколм, од Шведска. Станува збор за бенд кој што е некаква си комбинација на hard rock, doom metal, значи комбинација помеѓу влијанија од прото хеви бендовите, така што сме на линија на која што започнавме со Луцифер и остануваме се уште во Шведска, односно бенд кој што го издаде својот албум Ember непосредно во текот на овој месец, а претходно, ако не се лажам, една година претходно го има Terra 3 издадено како албумско остварување, а претходно беше Second Coming of Despair. Така што имаат неколку интересни изданија за себе, а од нивното издание Ember ќе ја слушнеме и насловната композиција, меѓутоа ќе започнеме со самото интро, односно со Intervention, потоа ја слушаме Fire Spawn, па насловната тема, па Calls from the Demons. Така што уживајте во Black Solstice и потоа се враќам во да ви говорам за актерките и актерите кои што ја сочинуваат актерската екипа на Made. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 59-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Made.
Во овој сегмент сакам да посветиме внимание на актерите и актерките кои што ја предводат серијата, односно централните ликови секако дека се предводени од актерки, именно Маргарет Куели ја глуми Алекс, односно таа е младата мајка која го напушта нејзиниот дечко кој емоционално ја злоупотребува, заедно со 2-годишната ќерка Меделен, односно Меди, вработувајќи се како хигиеничарка на богаташите. Постојано е во потрага по свој дом, помеѓу прифатилишта и понудени соби од пријатели, буквално секоја епизода завршува со различен кров над главата. И живее со еден постојан страв дека ќе се претвори во незината мајка, со оглед на тоа што таа веќе претрпела своевидна емоционална тортура од страна на незиниот татко, каде што во формативните години таа се присетува со некаков си флешбек на криење во шкафчињата во кујната и не сака тоа да се случува и за незината ќерка која што би имала травма од незиниот татко, така што се обидува да го скрши тој синџир на насилство на секој можен начин и ги прави жртвите кои што секој родител треба да ги направи за своето дете, за да има погодни услови за просперитет. Така што Алекс умешно се протнува и настојчиво инсистира да обезбеди некакво си тло, односно некаква си подлога за да се преживее во овој суров свет, започнувајќи од ното за да дојде до некаква си стабилност во која што ќе може да ја одгледа незината ќерка. Покрај неа го имаме и Ник Робинсон, кој што го глуми Шон, односно таткото на Меди, кој има темперамент и е зависник од алкохол, кој во дадени ситуации дури може да забележиме дека е неверен, со оглед на тоа што ќе собере некоја си дроља од кафичите, каде што се пијанчи, така што не е некаков татко за пример за неговата ќерка, без разлика на тоа што ја сака, има собствени демони и ги лечи со помош на дното на шишињата, така што проблематично е како тој станува слика и прилика на таткото на Алекс во некоја си помлада варијанта и баш поради насилството кое што го преживува од него, таа се обидува Меди да ја оддалечи што е можно повеќе, со надеж дека нема да има емоционални трауми и лузни пред се, кои што таа ги поседува, иако Маргарет одлично се носи со улогата на Алекс, каде што таа е посветената мајка која што се направила за незината ќерка. Покрај неа ја имаме и Аника Нони Роуз, односно таа ја глуми Реджина, богатата клиентка на Алекс, која на почетокот е арогантна и ладнокрвна, но подоцна се спријателува со Алекс, со оглед на тоа што нема таа некакви си интимни пријатели и не знае баш како да се воспостави заради тоа што е навикната во ладнокрвниот живот на богаташите кои што го водат во нивниот дом, така што тоа е еден сосема поразличен свет од светот во кој што е растена Алекс, која што и се наоѓа од помош, со оглед на тоа што парите не може да ги купат тие емпатијата и сочувствувањето, кои што очигледно Реджина поради незината ароганција ги подзаборавила, ако воопшто некојаш ги поседувала, и со текот на серијата таа се спријателува се повеќе и повеќе кога ќе забележи дека може да се подпре на Алекс, па дури ангажира и нуди дом, што Алекс уште на почетокот на серијата потенцира дека и е потребен за да може да напише на ливче дека нели има кров над главата за да избега од ситуацијата во која што се наоѓа, меѓутоа Реджина глуми лудило со оглед на тоа што не сака законот да го прекрши, без разлика на неповолната ситуација во која што законот ја става. Самата Алекс заради тоа што прифатилиште во кое има мувла, не е здрава средина за да се израсне, за да израсне воопшто некој човек и неможноста да се справи со овој немил настан во кој што таа е вовлечена. Покрај нив, шефицата на Алекс, да напоменеме од Value Mates, односно Трейси Вилар, која што ја глуми Јоланда,
која гледа илјадници девојки кои поминуваат низ ова прифатилиште и се пратени да работат за овие ситни пари кои што ги добиваат. Покрај нив, да не го заборавиме и таткото на Алекс, односно Били Бърк, кој што глуми Хенк, од таткото од кој што таа се криела во шкафчето во куината како мала, кој упорно сака да биде дел од незиниот живот и често е на страната на Шон, затоа што бил алкохоличар како него и насилен. Наводно од самите флешбеци кои што ги добиваме за него, така што може да се поистовети многу повеќе со Шон отколку со траумата која што преживеала неговата ќерка, кој се обидува да навлезе во незиниот тековен живот, меѓутоа таа па се со сите сили се труди да го држи на страна од баш поради тоа што има потиснати трауми од неговото насилно однесување. Секако тука е и Енди Макдауел, која што е глуми Пола, односно мајката на Алекс, слободната уметничка, односно слободоумна сликарка, која што оди од дечко на дечко и преспива во незиниот автомобил на самиот паркинг, а глуми дека е позната сликарка, иако е биполарно хипи родена во погрешно време. Не знаеме каде ќе живее ова слободна уметничка на крајот на сезоната, меѓутоа е една фриволна душа, односно една сликарка која што не баш некој може да ја лесно да ја скроти. Така што Пола е може би со страв приоѓа Алекс кон самата Пола со оглед на тоа што се плаши дека таа ќе биде подеднакво неодговорна на неа и нема да може да се потправи незината ќерка да ја стави во незините раци, ако има идеја кога би одела на факултет да ја посегне по себе, меѓутоа Пола има крилја која што не сака да ја бидат скратени. Райли Неве Уитед е глуми Меди, односно ќерката на Алекс, а да не ги забораваме што ни напомениме Итан, кој што го глуми Ксавиер де Гузман, односно е добриот пријател на Шон, потоа го имаме Нейт, односно глумен од Реймонд Таблак, познајникот на Алекс од минатото, кој го нуди неговиот автомобил, во дадена ситуација која ќе биде избркана го нуди собствениот дом на Алекс. Меѓутоа тој е типизиран лик на доброто момче, кое што колку и да сака да биде нешто повеќе од својата пријателка, таа нема да му го допушти тоа, без разлика на сите погодности кои што и ги нуди и добронамерни цели. Едноставно во реалноста nice guys finish last, и тоа е најдобрата девиза во која што западнува самата серија, со оглед на тоа што Алекс си ги сака лошите момци кои што се предизвикувачи на севкупното страдање на нејзиниот живот. Тоа е која се подклонува на таа девиза. Денис ја глуми Биџе Херисон, која што е раководителка на прифатилиштето на жртвите, која има разбирање за сите девојки кои што стапнува таму, со оглед на тоа што и таа била една од тие жртви на семејно насилство, кое што преживеала трауми во незиниот живот и многу добро знае како се чувствува во туѓата кожа и дури потенцира неколку пати дека барем 5-6-7-8 пати треба да избегаат девојките од прангиите на нивните насилни сопрузи за да застанат на нивните носи и да бидат решителни во одлуката и да стават крај на нештата, заради тоа што и да се гледа пред се дека нема да се променат нивните сопрузи, колку и да го кажуваат спротивното. И да не ги забораваме тука Даниел, која што ја глуми Ајме Кареро, односно жена во приватилиштето, која што неколку пати се враќа кон незиниот дечко и глуми на улица дека не ја познава самата Алекс, и адвокатката која што ќе помогне во процесот на стекнување на правото да се грижи за незината ќерка, односно на родителските обврски пред судот, која што е глумена од Мозан Марно. Така што предводена е актерската екипа од силни преживувачки, односно актерки кои што толкуваат жени кои што поминале низ системот и се обидуваат една со друга да си помогнат, без разлика на тоа што доаѓаат од различни финансиски сталежи и состојби, и
допира до најразлични проблематики со кои што мора да се соочат овие жртви на насилство, како самите да се носат со истото и како да се реинтегрираат во општеството со оглед на тоа што се потпираат исклучиво на сопствените способности ставени надвор од функцијата на овие насилни бракови. Тука може да направиме на кратка музичка пауза, имено продолжение ги слушаме Jupiter Cyclops со композиции од нивниот албум Prophets, Prosecutors and Madmen, односно ќе слушнеме Down from the Inside, Chemical Voodoo и Way Down Below, односно тоа се композиции кои што ги создадоа овие музичари од Феникс од Аризона. Уште еднаш слушаме прото-метал бенд со тенденции да се доближи до звукот на хард-рок бендовите од 70-тите години, сепак со модернизирано влијание на дезерт рок и стонер премисите. Така што продолжение слушаме Prophets, Prospectors and Madmen, односно композиција од тој албум на Jupiter Cyclops, а потоа се враќаме утре да ви говорам за одредени специфики кои што ги поседува серијата Made. Уживајте. Вие слушате радио Канал 103, ова е 59-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата Made. Имено за самиот крај на емисијата ќе одвоиме време за одредени карактеристики кои што ги поседува самата серија, која што за жал има само најавна шпица составена од насловен тело, нема дополнителна никаква елаборација, што би било убаво да го има секоја серија, тоа го потенцирам скоро во секоја епизода, каде што се соочуваме само со една тајтл карта на сериите, кај некои функционира анимација, кај некои може би некаков си колаж или монтажна секвенца, меѓутоа ретко кои ги ангажира тие екстерни извори за да се направи некаков си препознатлив белег на сериите. Некои размислуваат, некои не на ова можност да се стави едноминутен краткометражен филм како најава на нечија серија, меѓутоа кој како си милува. Режисери на серијата се Џон Уелс, кој што има 4 епизоди режирано во севкупните 10, потоа по неколку епизоди имаат и Хелен Шавер, Назинга Стюарт, Лила Ной Гаубер и Квиен Тран. Музиката ја работи Кристофер Стрейси, со тоа што има помош од страна на Есте Хаим од бендот Хаим, која што има неколку по-обемна музичка кариера има за разлика од Кристофер, кој што ова му е, ако не се лажам, и првиот целокупен скор кој што го има одработено, меѓутоа искуството на Хаим дефинитивно е применливо во сентименталните аспекти за доловување, дополнително засилување од страна на музиката во ова серија, со оглед на тоа што допира до животот на сиромашните наспроти богатите. Тоа се рефлектира и на самата сценографија, каде што се одвиваат настаните, односно имотните домови на богатите, тие вили кои што се на неколку спрата, тие пространи домови кои што влегува Алекс да ги чисти, наспроти трейлер, односно самите приколки на тркала, каде што живее таа најчесто, или па во трошните еднособни станови каде што таа престојува со незиното дете, така што судирот помеѓу имотните и неимотните, односно финансиски по-добро ситуираните за разлика од другите, е евидентен само во текот на денот каде што Алекс почнува да се буди до таму каде што таа ги извршува незините работни обврски наспроти бездушните прифатилишта каде што таа е ситуирана. Во поглед на фотографијата, неа ја работат во серијата Гај Годфри, Винсент де Паула и самиот режисер Квиен Тран има кадрирано, односно е кинематограферот на една од епизодите. А во поглед на кој што се доловува, нели, со помош на фотографијата, неколку екстериери има кои што се снимени на тмурното време за да може да се долови, нели, фотографијата во каде Алекс и незината ќерка се шетаат низ шумата или патуваат од едно на друго место.
во таа постојана транзиција и останатиот дел е на естетизирање на ентериерите во кои што таа пристојува или во просторните домови на богатите. Поглед на самата монтажа, со оглед на тоа што забележуваме предолготрајни епизоди, тука има и тежиштето паѓа на задржување на вниманието на гледачот, со оглед на тоа што се запуштаме во некаква си подлабока проблематика која што ја разработува самата поставеност на мелодраматичните драматуршки елементи и тука имаме тегоби кои што се разлекуваат и во монтажата треба повеќе внимание да се произведе за гледливоста на оваа серија, која што па е решена од друга страна со динамиката, континуитетот на течението на действието, што е еден позитивен аспект каде што нема застој, без разлика на тоа колку се продира во екзистенцијалните трауми кои што и доживува самиот лик. Сепак во поглед на костимографијата и шминката, уште еднаш ја потенцирам таа дихотомија на богатите наспроти сиромашните, што е рефлектирано и во поглед на шминката и костимографијата, со оглед на тоа што дури има една импровизација на продавница за облека во прифатилиштето, што беше еден интересен концепт кој што можевме да го забележиме, каде што за да се чувствуваат малку подобро жените кои што се сместени во прифатилиште, има симулакрум на самите продавници со оглед на тоа што има и каса и наплаќање со фиктивни пари, како што самите актерки, односно продавачки потенцираат. Поглед на надприродно. Нема елементи во контекст на хумор, забележливи се кратки изблици на конкретно и во написите кои што ги има, односно во дневничките записи кои што и води како мемуари, има некакви си кокетирање со празнотијата на животот на богатите и поставувањето во тие гадни ситуации кај што треба да чисти човечки измет самата Алекс, така што тука има неколку секвенции за хумор кој што е далеку потиснато од травматичните екзистенцијални сцени и има многу краткотрајна еротска игра со оглед на тоа што не се искористува максимално потенцијалот на прикажување на заводливите и еротски сегменти во оваа серија. Тоа не е ни во допир. Секако на преден план е ставена тегобноста на секојдневието, односно тој така наречен жанровски мизери порн во рамките на оваа мелодрама. Во поглед на визуелни ефекти имаме нанесување на телесна болка, така што тука се применуваат и одредени интензивирани аспекти на нанесување на шминка. Меѓутоа, визуелни ефекти се употребува и во контекст на самиот slow motion, кога се прави една трансгресија од една во друга сцена, флешбек имаме, се разбира во моментот кога се присетува самата Алекс на стравот пред иницирано незиниот татко и испасувањето страна на незината мајка, како еден своевиден fever dream, како што тоа го нарекуваат американците, односно некаков си кошмарен сон предизвикан од температура. Во поглед на недостатоците, серијата силно се потпира на провениенцијата на мизери порн под жанрот и нема секогаш впечатливи естетски сцени во кои што таа е решена, а епизодите се предолги, но има многу действие набиено во нив, што буквално во секоја Алекс напушта нечиј дом, така што континуитетот е задржан во поглед на самото действие, во поглед на градењето на ликови, фокусот е ставен на главните ликови, кој што е преголем за разлика од останатите, а во поглед на адаптацијата, сменети се имињата од книгата, никогаш всушност не престојува во класично прифатилиште, кај што ќерката има проодено на Алекс, сообраќајката која што се случува е ставена на почетокот на самата серија, а не на средината како што е на книгата, и брзо е избркана од кај парот на лесбијки кој што таа се наоѓа под Кирија. Во една епизода е тоа решено, каде што во книгата е во неколку поглави различено и родителите се поприсутни во серијата за разлика од книгата и менува повеќе фирми, например, во книгата за чистење, а во серијата не е таков случај. Слични серии можеме да повлечеме со некаква си аналогија во контекст на Mare of Easttown,
за серијата за која што ви говорев во текот на оваа сезона. Потоа ќе ги напоменам уште The Letdown, Better Things, Ginny and Georgia, Jane the Virgin. Значи ова се серии кои што се предводени од самохрани мајки или силни женски ликови кои што треба да се справат со нивните ќерки. Потоа ситком One Day at a Time, Shameless, серијата која што исто така има работена продуцентката на Mate. Потоа ја имаме актуелната Dopesick, да не забораваме Physical, ајде и да ги споменеме Orange is the New Black и The Leftovers, потоа Dr. Dead, Sins of a Marriage во контекст на распадот на бракот, The Chair, ете и Nine Perfect Strangers ќе ја напоменам. Меѓутоа, последното што го имам погледнато што е силна реферирање на самохрани мајки и борба за живот е The Justice of Bunny и Ginny and Georgia. Тоа се можеби најсличните референции кои што може да се повлечат. Атмосферата е таговна, гледливост е загарантирана и убедливост е постигната во поглед на самиот епилог. Забележуваме дека Шон сваќа дека е пијаница и не е подготвен да биде татко за пример, а Алекс е пример на факултетот во Монтана за креативно пишување за да стане писателка, како што таа милува, па се спрема да се оцели. Има поглед кон среќен крај со сместување на факултетот како дом и студентски заем покрај незината професија, така што има некоја позитивна стартна точка во новиот живот, што е награда за преживеаното страдање во текот на оваа серија и начнувањето на новиот почеток, што е на место, а некој ќе треба да ја чува, нели, незината ќерка во градинка додека таа се обиде да просперира. 9 од 10 од мене има, преценета е оценката, меѓутоа за разработувањето на траумите и динамиката на епизодите со овај волуменозен текст, сметам дека ја заслужуваат ова оценка. За продолжение не знам, заради тоа што минисеријал е во преден план, може би ќе биде опфатен и животот на факултет, но тоа ќе останеме да ќе го ставиме пред на продуцентката и на желбата за понатамошно адаптирање на мемуарите на писателката на оваа серија. Тука ќе го завршиме ова издание, со тоа што ќе слушнеме неколку композиции од албумот Planet Delusion на бендот Spirit Detective, односно ако имаме време ќе слушнеме Hello From Below, The Devil's Hand и Planet Delusion, доколку не ќе скратиме некој од нив, од овој бенд кој што ни доаѓа од Gelsenkirchen од Германија и е една комбинаторија кој што еднаш потенцирам на рок-н-рол од 70-ти со психоделични аспекти и модернизиран во стонер провениенцијата. Така што за крај на емисијата ги слушаме Spirit Detective. А вие го слушавте 59-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓеревски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на Mate. TV103 уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабенски поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.